Денеска Советот ја одржа својата 32-ра седница на која што беа поместени 30 на точки, се разбира по планот за работа на Советот и истите беа донесени на оваа седница. Како поважни работи кои што ги донесовме на оваа седница, би сакал да го издвојам тоа што направивме интервенција, донесовме одлука за измена и дополнување на средствата на буџетот на општина Прилеп. Беше последната обврска административна која што треба Советот да ја заврши за да се пристапи кон изградба на ветуваното, односно ветеното игралиште, кое што е донација со партиципација, односно со кофинансирање на општина Прилеп од UNDP и програмата која што советниците ја поминаја во минатата година и зборувавме и на форумите на заедниците, граѓаните одбраа дека токму тој е проектот кој што е од примарно значење за општина Прилеп и треба да се пристапи, односно роковите велат дека до крајот на годината треба да биде завршено тоа мултифункционално игралиште за деца кои што имаат посебни потреби. Други точки кои што се разгледаа се од формата, односно ништо позначајно, она што е тековна работа на Советот на општина Прилеп се донесоа, сега има законска врска сите јавни претпријатија да донесат планови за вработување. Законската врска беше да се достават до Советот до 31 август, тоа го направија. На денешната седница скоро на сите претпријатија, некои беа и побрзи, па ги донесовме и на минатата седница, меѓутоа на оваа седница ги донесовме сите планови за вработување до текот на 2024 година. Треба да ги информираме граѓаните затоа што се крева секоја година голема прашина околу овие планови за вработување. Тие се само планови кои што представуваат можни вработувања во иднина во јавните комунални претпријатија. За сметка на тоа сакам да спомнам, еве како претседател на Совет, дека оваа година 2023 и 2022 година во сите јавни претпријатија е значително намален бројот на вработувањата, затоа што сметаме дека во овој период треба значително да се штеди. Луѓето живеат во економска криза и така треба да функционираат и домаќински јавните претпријатија. Се функционира онака со постоечките капацитети кадровски и гледаме тоа да се сведи на минимум. Се разбира онаму каде што има природен одлив и каде што е неопходно да се пополни, тука се оди на пополнување и излегуваме од тоа милје на досегашно функционирање на политичарите на локално ниво, дека треба локалната администрација, односно јавните комунални претпријатија да бидат наполнети со партиски војници кои што не си ја вршат совесно својата работа за која што се примени во јавните претпријатија. Донесовме и одлуки за средните училишта, тие до Советот доставија програми за работа за 2023-2024 година, тоа им е законска обврска и им ги изгласавме, донесовме одлуки за извештаите за работа, односно за она се што сработиле во 2023 и 2024 година. Од сферата на урбанизмот, денеска на седницата беа поместени 3 точки кои се однесуваат на легализација, односно на постигнати услови за вклопување на бесправно изградени објекти на тројца наши сограѓани. Толку беше испорачено до Советот, толку одлуки и донесовме и направивме една техничка измена на еден детален урбанистички план каде што имаше незначителни технички грешки, но заради администрацијата и заради Министерството за транспорт и врски мораше таква одлука да се донесе и тоа беше поместено и донесено од страна на советниците во Советот на општина Прилеп.